Химикалија за производство на детергенти е неофицијално супстанцата која го побеле Вардар. Оваа супстанца се влеела во речното корито на Вардар преку притоката Лепенец. По 7 дена, само извештајот изработен во лабораторијата на ЈП Водовод и канализација е завршен и веќе е испратен до Државниот инспекторат за животна средина и ресорното министерство. Нема информација ниту кој е сторителот и покрај тоа што уште првиот час по појавата на пената, градот со своите инспектори го бараше сторителот со дрон. Од Државниот инспекторат за животна средина пак вела дека се уште ги немаат податоците кои треба да ги испоредат и од нивната лабораторија, бидејќи примероци од водата биле земени од двете институции, градот и Државниот инспекторат. Додека трае лавиринтот меѓу лабораториите и се чека конечниот официјален одговор за тоа кој стои зад овој еколошки инцидент, од ЈП Водовод и канализација Скопје уверуваат дека водата за пиење во главниот град е целосно безбедна. Во текот на ден 37 се земени 42 примероци од водоводната мрежа на град Скопје, од кои 4 примероци се од бунарскиот потек Нерез и Лепенец. Согласно добиените резултати од испитувањата, сите примероци од водоснабдителниот систем на град Скопје одговараат на правилникот за барање за безбедност и квалитет на водата за пиење. Сепак, бавноста во откривањето на сторителот предизвика револт во јавноста. Од граѓанската иницијатива Зелен хуман град реагира дека ваквите слики се последица на недоволна контрола врз индустриските капацитети. Тие бараат итно објавување на резултатите, ригорозни санкции за одговорните и крај за, како што велат, неказнивоста за екоцидот врз скопските реки. Миријана Давидовска, Сител телевизија.